премиер Зоран Заев, почитуван вице-премиер Лјупчо Николовски, почитуван заменик амбасадор, почитуван колега министер Венко Филипче, заменик министер Трајан Димковски, почитуван градоначалник, почитувани директори, колеги соработници. Без вода нема конкурентно земјоделско производство. Без модерни системи за наводнување нема развој на агросекторот. Секоја нова педа земја до која ќе дојде вода е успех на една влада. Токму затоа денешниот ден е од историско значење за државата, за институциите, за општините, а најмногу за земјоделците од овој регион. Денес означуваме успешно завршен капитален проект и нов почеток за жителите од регионот на јужната долина на реката Вардар. Денес одовде потече вода низ новиот модерен систем за наводнување, со кој се опфаќа површина од 2150 хектари на територијата на општина Валандово, а ги опфаќа населените места Удово, Јосифово, Калково и Пирава. Со завршување на изградбата на ова капитална инвестиција, програма за наводнување на јужната долина на реката Вардар, се овозможи реализација на затворен подземен систем за наводнување кој ќе биде оперативен 365 дена во годината. Ова ќе придонесе за интензивирање на земјоделското производство и изголемување на приносите на земјоделските култури, а крајно ќе влие за поголем развој на општините и изголемување на вкупната домашна економија. Земјоделците од овој регион ќе може да го прошират производството, да воведат нови култури за кои е потребно стабилно наводнување, а тоа од денес е наша реалност. Вкупната вредност на програмата надминува 24 милиони евра, од кои 30% се обезбедени од буџетот на Министерството, а 70% обезбедени во договор со владата на Сојузна Република Германија, застапувана од Германската банка за развој КФВ, во форма на грант и на заем под поволни услови. Потребата од системи за наводнување е неопходна за подобрување на конкурентноста на земјоделскиот сектор и развој на руралните средини, особено заради се посилното влијание на климатските промени на кои сите сме сведоци. Анализите за влијанието врз земјоделскиот сектор укажуваат на ограничување во земјоделското производство поради дефицит на вода. Следствено на сето ова, наводнувањето е од огромно значење за опстанок на земјоделското производство и агробиодиверзитетот. Фактот дека значителен дел од руралното население екзистенцијално зависат од приходите од земјоделство, значи дека руралните заедници се особено ранливи. Затоа наводнувањето е една од клучните компоненти за развиено и стабилно земјоделско производство, за подобрување на условите за живот и заштита на руралните средини од климатските влијанија. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство континуирано ја зголемува конкурентноста на земјоделскиот сектор. Во целиот тој процес, наводнувањето има огромна улога. Токму затоа, Министерството ќе продолжи да се залага за изградба на нови системи за наводнување. Во инвестицискиот план за управување со водите и инфраструктурата за наводнување предвиден е буџет за рехабилитација и модернизација на постоечка инфраструктура за наводнување, како и поправка на мали брани и резервоари. Изработени се основните проекти за мали системи кои треба да се градат во иднина и за кои е обезбедено финансирање. Сето ова е во насока на зголемување на земјоделските површини, бидејќи за нас секоја педа обработливо земјоделско земјиште кој ќе почне е успех. Успех е и завршетокот на програмата за наводнување на јужната долина на реката Вардар, и тоа во предвидениот рок и покрај кризата со пандемијата. Јас мора да му честитам на поранешниот министер и сегашен вице-премиер Лјупчо Николовски, на мојот заменик министер Трајан Димковски и на директорот Горан Ангелов, кој успешно го менаџираше проектот. Искажувам голема благодарност до владата на Република Сојузна Германија за поддршката да реализираме еден ваков капитален проект. На сите земјоделци од регионот кои ќе ја користат водата од овој хидросистем, им посакувам да имат многу берекетни години, да го зголемуваат производството и секогаш да имат богат род. А сите ние заедно да се радуваме на новите успеси. Ви благодарам.